Почитуван амбасадор Гир, почитуван министер Нуредини, почитувани представници на медиумите и почитувани граѓани. Денеска сме сведоци на завршната фаза на подготовките за започнување на процесот на чистење на Линданот, една повеќе децениска жешка еколошка точка во поранешната хемиска фабрика Охис. Со оваа посета се уверивме дека нашата решеност да ги отстраниме историскиот опасен отпад од нашата земја е реална и макотрпна работа. Изминатиот период беа безбедно отстранети и уништени огромни количини на екстремно опасни хемикалии, кои со децении беа складирани во кругот на Охис. Владата обезбеди средства и посвети многу енергија и внимание за решавање на овој проблем кој представуваше еколошка закана. Во таа насока, заедно со ресорното Министерство за животна средина, го реализираме проектот отстранување на техничките и економските бариери за започнување на ремедијацијата на локациите контаминирани со линдан во Охис. Тоа значи дека решавањето на повеќе годишниот проблем со техничкиот отпад, линдан и неговите изомери депониран во кругот на фабриката Охис. Со овој проект Република Северна Македонија направи крупни чекори во исполнувањето на обврските кон Стокхолмската конференција, на која како држава сме полноправна членка уште од незиното донесување во 2001 година. За реализација на овој горлив проблем воспоставивме соработка со меѓународната заедница на полето на управување со неразградливите органски загадувачи. Денеска можеме да видиме дека се завршени сите подготвителни активности за овој сложен процес. Рачистен е теренот, обезбедена е и поставена потребната опрема и механизација околу малата депонија и поставена е и заштитна покривка. Главна цел на овие подготовки е максимална безбедност при отстранувањето на опасните хемикалии складирани повеќе децении во малата депонија во поранешниот индустријски комплекс Охис. Реализацијата на вака крупен проект бара континуирано залагање и посветеност, големи финансиски средства и мобилизирање на сите расположиви домашни и особено меѓународни ресурси, за што изразувам голема благодарност до нашите странски партнери. За чистењето на малата депонија воспоставена е соработка со владата на Норвешка и со две агенции на Обединетите нации, Организацијата за индустријски развој УНИДО и Канцеларијата за проектни услуги УНОПС. Сакам да искористам оваа можност и да го истакнам придонесот и на делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија, кој извои 2,5 милиони евра од ИПА-3, програмата конкретно за комплетирање на процесот за ремедијација на малата депонија. Проценетата вредност на чистење и уништување на линданот и останатите изомери од малата депонија во Охис изнесува приближно 9 милиони евра. Како што кажав и предходно, продолжуваме со нашата одлучност заедно со Министерството за животна средина да ги решаваме и елиминираме наследените еколошки проблеми. Продолжуваме со чистење и на големата депонија во Охис, како и на изнаоѓање решение за погонот за електролиза контаминиран со жива, исто така тука во фабричкиот круг. Уште еднаш сакам да изразам благодарност до нашите партнери, Глобалниот еколошки фонд, на повеќе партнерскиот фонд за животна средина на владата на Кралството Норвешка, на Европската комисија, УНИДО и УНОПС за помошта и заложбата да решиме еден голем еколошки проблем кој со години беше запоставен. Исто така сакам посебно и особено да им се заблагодарам на сите кои што ќе работат на овој проект. Тоа се инженери од Република Северна Македонија, инженери од странство, кои што се опремени веќе со целата потребна опрема за нивна најдобра заштита и кои што практично ќе работат на чистењето на линданот од малата депонија, а потоа ќе продолжим и со проектирање за чистење и на големата депонија во идниот период. Ви благодарам.